И сега е повторно време да го напуштиме нашето студио и да споделиме една многу убава информација. Македонија го доби најдобриот каратист во светот во категорија до 63 килограми. Деновиве сите социјални медиуми ја објавија веста и радоста е колективна, национална за младиот Марко Џорлев, со кој што ова утро ќе разговара нашата дописничка Александра Ристовска од Штип. Александра, добро утро и јас со големо нетрпение ги очекувам информациите кои ти ќе ни ги споделиш ова утро. Добро утро и ова утро ви велам од Штип, од каде што ќе ви пренесеме една инспиративна приказна за еден млад човек кој има само 15 години. 15 години, но премногу успеси позади себе. Ова не го велам бидејќи се плашам од него, ова го велам бидејќи е вистина. Станува збор за 15 годишниот Марко Џорлев, кој досега има 4 пати поред државен шампион надпревар освоено. Тој е балкански шампион за деца во 2024-та. Во 2025 година има освоено бронза на Светска младинска лига во Пореч, Хрватска. Во 2026-та истата оваа година, значи пето место на Европското првенство, злато на Светска младинска лига во Пореч и е рангиран за најдобар каратист во целиот свет за кадети до 63 години. Добро утро му велам на Марко Џорлев, една инспиративна биографија, иако имате 15 години. Се плашат ли луѓето од тебе, Марко, кога ќе им кажеш дека си најдобар каратист до 63 килограми? Добро утро, прво сакам да ги поздравам гледачите на Алфа телевизија. Сите, јас имам добар однос со сите кои се знам. Напротив, тие се гордеат со мене и знаат дека имаат близо кој што е рангиран прв во светот, така да сите го прифаќаат тоа на најдобар начин и јас се гордевам со тоа. Така, утринава сме договорени без всушност да се договориме, и двајцата во бело, тоа е бојата на каратистите, така ли? Така е. Така, кој... Да, ние кога се бориме на официјални турнири користиме кимоно, тоа е спортската облика за карате. Има интересен изглед, носиме опрема која треба да е или сина или црвена боја, но кимоното е бела боја. Така, за да се биде најдобар каратист во светот до 63 килограми, предпоставувам дека бара многу жртви. Какви жртви даде досега ти, Марко? Од што се изостави? Дали нешто изостави за да бидеш светски шампион? Апсолутно, сега, за да се биде прво светот, за да се постигне ваков голем успех, нормално треба жртви и лишење од некои работи, но да бидам искрен, тоа не ми представува на мене проблем, бидејќи каратето е нешто што најмногу го сакам и овие резултати се зашто јас тренирам. Така да нормално сега некои работи се скратуваат, но потоа кога ќе дојде ваков голем резултат, на крајот се си вреди. Така, тренираш од своји 5,5 години, речи си 10 години, секојдневно тренинзи, од каде желбата, кој го пушти мотивот, еве, за да се занимаваш со карате? Па да, јас уште од 5,5 годишна возраст се запишав на карате во карате клуб Штип кај браќата Сашко и Жарко Арсовски. Уште кога бев мал, имам разборувано на телевизија, многу сакав да гледам филмови. Така. И така еден ден со мојот татко, бидејќи често сенуваме да гледаме филмови до ден денес, го пуштивме филмот Карате Кид со Джеки Чен и со Джейден Смит. И многу ми се допадна филмот навистина и му реков на мојот татко и на мајка ми подоцна, сакам да пробам карате, да се запишам на карате. Тие веднаш го прифатија тоа и ме запишаа во карате клубот Штип. И како минува времето, се повеќе го засакувам каратето и еве сега успесите се доаѓаат. Така, кои беа првите успеси, еве на која годишна возраст, колку години имаше кога освои прв медал или пак прва благодарница по фаулница, на колку години беше? Јас почнав да се надпреварувам со 10 години. Учествував прво на државно првенство, таму бе второ место, но потоа како минуваше времето, се по-сериозно си ја сваќав работата и успесите почеа да си доаѓаат. Во меѓувреме станав државен првак за 2022-2023 година и првиот голем успех, можам да кажам, ми беше во 2024 година, кога бев на балканско првенство за деца во Истанбул, во Турција. Таму по 5 јаки борби успеав да станам балкански шампион и тоа, имам кажано, беше
мостот кога каратето од хоби и спорт на кој што само одам, сме премина во професионализам и од тогаш навистина си реков ова најмногу го сакам и ќе се посветам максимално на каратето. Така, што значи всушност да си најдобар каратист во светот до 63 години? Подобар од тебе нема, тоа значи или како е? Па нормално, само си кажува. Значи прв рангирам во светот, нема подобар. Ова не е резултат само на последниот голем успех кој што ми беше во Пореж во Хрватска златен медал. Ова се должи на повеќе учества и пласмани на многу турнири. Јас лани, како што спомнавте, бев бронза, трето место на Светската младинска лига исто во Пореч. Учествував во Светска младинска лига Италија. Бев пето место на Европско првенство и сега со овој златен медал се собираат поени од сите пласмани од турнирите кои што се рангираат. Успеав да се искачам на првата позиција. Така, кој успеа да ги нокаутираш позади себе, кој остави? Од каде, од кои држави? Да, моментално позади мене се многу големи сили од многу развиени држави. Позади мене се Хрватска, Полска, Германија, Италија, Украина. Знаеме, значи тие во сите спортови се многу добри, поголеми држави од Македонија и се докажени и во каратето и во другите спортови, но со труд, со талент, фала му на Господ, успеав да ги надминам тие сили и сега на првото место на ранг листата стои Македонија. Така, колку време дневно тренираш и дали секој ден имаш тренинзи, внимаваш ли на исхраната, на спортот? Па секојдневно јас имам тренинзи, обично имам еднаш дневно, значи секој ден, но кога се спремам за големи турнири, како што беше сега и како што ме чека здравје во октомври светско првенство, тренинзите се зголемуваат на 2 пати дневно. Така да посветувам доста време на тренинг, анализирам дома борби, гледам, ги знам веќе моите противници кои што ќе се на турнирите кои што следуваат, анализирам борби, гледам каде можам да искористам нивни грешки, каде се нивните слабости, се мотивирам и тоа е. Така, пред самиот крај на овој убав разговор, предпоставувам дека си одличен ученик и дека учењето не представува проблем, ниту пак пречка за да продолжиш понатаму со каратето. Од септември си средношколец, така ли? Така е, да, од септември се запишувам гимназиско образование. Минатата година, мислам сега во јуни завршив 9 одделение во Ванчо Прке. Скрос одличен ученик, тоа за мене не представува проблем. Само треба добра организација на времето и ќе се постаса се. Значи треба време нормално да се одвои и за училиштето, тоа е многу важно. Иако за мене спортот е нешто најубаво, многу важно е и училиштето. Ако си има добра организација за време, ќе имаш време и слободно и за тренинг и за училиште, за се. Марче, јас ти благодарам за овој исклучително инспиративен разговор. Се надевам дека ово утро твоите зборови ќе стигнат до ушињата на многу млади тинејџери, идни средношколци, идни спортисти и ќе видат дека и ќе слушнат дека со труд се може и училиштето и спортот. Апсолутно, да, ова поздрав да биде до тинејџерите, до младите кои што кажавте и сакам да кажам да се фокусира 100% на тоа што го сакаат, на било кој спорт и дека може да се успее во се. Така, почитувани, ова беше разговорот со младиот инспиративен штипијанец кој има само 15 години, Марко Џорлев. Слушнавте дека не лажам и не се плашам од него, бидејќи најдобриот каратист. Момчето е навистина инспиративно, се надевам дека неговата мисла и мисија дека со труд се успева се, ќе стигне до сите до најмладите, до тинејџерите и идните спортисти. Студио? Александра, многу ти благодарам. Беше вистинско задоволство да го представиме Марко Џорлев во нашата утринска програма. Секоја чест за овие млади луѓе кои што навистина ни се спортски амбасадори, нели Вики? Така, и вистинска гордост. Многу ми е драго што имаме вакви деца кои што се амбасадори на Македонија и на еден убав талент, јас ќе кажам.